поварено девојче ми сега ми вика сакаш да работиш како тренер. Не сум го размислил тоа. И бев као, абе, зашто да не? Боле да идеш тренер, нели, него да бидеш келер. И викам, од кај испаднува што како? Па вика го видов твоето име у листата, вика и најинтересно ми искочи и пазата. Имаше време каде што работев деноноќно со многу луѓе. Бев толку уверен и сигурен дека сите едвај чекаат да почнат да тренираат. Едвај чекав да отвориме. Најбитно е да бидеш подобар од тебе од вчера. Ајде, здраво на сите. Добре дојдовте во нашиот подкаст, Fit In подкаст. Ова е нашата прва епизода и во оваа прва епизода сакаме да даеме малку влез во тоа што ќе има на нашиот подкаст, што ќе се случува, како, зашто, исто така како започнавме ние како теретана, како Fit In, па јас исто како почнав како тренер, како ја почнавме оваа струка, кога, зашто, што, почетоци и сето тоа. Некои од вас слушаат можеби на слушалки само аудио формат на некои од платформите што ќе поставиме, нели? Некој може гледа и видео, гази си. Една од главните цели со подкастов ми е искрено да користам што помалку англизми, нели, англиски зборови, поради тоа што гледавме многу подкасти македонски, има доста добри искрено, ама се користат многу англиски зборови, ќе се потрудам што помалку да користам, иако нели, некој си доаѓа тоа природно, ама ќе видиме како ќе оди и како ќе се одвива се. Сега, Fit In, како почнавме, што сме, зашто сме, некои не знаат, некои не, се надевам нашите вежбачи барем ќе го слушаат овој подкаст. Ние сме една теретана која што работи од сабајле до вечер и нуди групни тренинзи на секој саат со тренер. Нешто ново е прилично, мислам дека на секаде ни светот не е толку разработено и не го користат толку тој формат на работа, каде што ти имаш уствари групен тренинг, но имаш тренер со тебе, каде што ќе ти помогне, ќе ти ја покаже секоја вежба, ќе те поправи, ќе ти помогне. Пристапот сакаме да ни биде, нели, како индивидуален тренинг, буквално. Сега, тука тренерот треба да се помачи околу тоа, стварно да го сака тоа и да се труди да им помогне на луѓето, да сака да им помогне. Така да ние сме тие што пробуваме тоа да го постигнеме. Понатака ќе зборам малку за предности и недостатоци кај групен и индивидуален тренинг. Како и да е, нели, ние имаме различни програми и сакаме да исполниме колку можеме од целите на луѓето. Некој што сака индивидуален тренинг, нели си кажува, сакам тоа и тоа јас да постигнам со вежбање. Како и да е, ние имаме повеќе опции за тоа и така се трудиме да го постигнеме тоа, да имаме таков пристап према сите тренинзи. Идејата почна одамна, искрено. Јас, иако имам сега ќе полнам за неколку дена 27 години, го работам ова некаде од моите 20 години, значи веќе скоро 7 години иде во работа. И доста време, стварно, вака кога ќе размислиш колку време има поминато, дури некако време во лета и да, многу работи, многу интересни моменти, многу искуство, иако во нашата струка искрено тие 6-7 години стварно не се ништо, ти треба многу време и цело време треба да се учи, да се напредува. Тоа според мене во секоја струка треба да биде така. Али да, имаме многу работа во тие 7 години за да стигнеме до тука. Како почнав со ова е искрено многу интересна пригазна. Најпрви, нели, јас како мал тренирав многу карате. Бев спортски тип, искачав, играв фудбал, многу кошарка, ама тренирав карате. Ако некој може да се корелира со мене, беше спорт што моите ме тера. Мајка ми ме тераше многу, ми викаше карате. Ќе тренираме карате, нема друго. И не можеш да кажеш ништо. Идеш и карате, тренираш и ќе играш оро. И тренирав карате, не го сакав многу тоа, 10 години тренирав, стигнав дури до црн појас, гази. И немав некоја желба, аз сакав да се откажам, така да после тоа се откажав, сакав да продолжам во кошарка, многу играв кошарка, многу ми се свиеше кошарката. Почнав сам да тренирам, да надградувам, да тренирам и пробав, отидов во клубови, вамо тамо. Знаете како кога ги гледаме ние познатите идолите наши што се кога тренираат по цел ден и се до тоа, па јас кога се заљубив во тоа ми стана пасија, стварно по цел ден тренирав на игралиште. Буквално немав услови, нели, за можеби персонални тренинзи, да имам тренер кој што ќе ми покажува. Реално на YouTube имаме све, треба само да сакаме, да побараме, да пробаме и може да се научи се. Јас тоа го правев, на игралиште бев од сабајле до вечер, посебно во лето, нели, кога немаме школа, тоа ми беше се. И во тој период успеав да стигнам многу, иако многу касно почнав реално да играм и да тренирам, многу постигнав, многу стигнав, се чудеа дори, нели, некои луѓе. Пробувавме, сакав, имав идеали, едно време, нели, толку бев заљубен што си викам, гледаш што ќе правам ја у животот без кошарка. Али, да, како што се одвиваше се, дојде некој период каде што многу се форсираш и дојде до повреда, и тоа, оние страшни да повреди, скинати лигаменти, менискус, такви работи кои што
тешко се лечат, може да си лечат фала Богу, ама понатака не е се исто, посебно ако не знаеш што правиш. Не е ова да класична приказна, нели, коленото го поправив, да не го поправив, емба, фикс. Не е ништо така, туку едноставно, нели, имав цели и баш гледав кон тоа така, ама не испадна. Али, баш и ради тоа, почнав да го работам ова, пред се да им помогнам на спортисти, атлети, за да не се повредуваат толку често и да знаат каков пристап да направат за да не се случува тоа, пошто стварно е глупо некој да се откаже од нешто што сака и да го постигне и што го тренира со љубов ради некоја повреда или нешто така. Тоа беше главна мојата причина. Бев упорен многу стварно. И имав неколку операции, стварно една неуспешна, скроз неуспешна, бактерии, секои работи, се што може полошо што се вика, поправивме нова и сето тоа. И веќе дојде момент каде што си викаш, веќе тешко иде, стварно се е против тебе што се вика. Почнав да работам како келнер, нели, да направиме некој хасол од страна, поради тоа што јас израснав со сестра ми, прилика со 18 години натака, јас сестра ми живееме, јас сакам, ми има многу помогнато, ми има подржувано во се. И хаславме малку, нели, ево англизмот. Од страна бев келнер, работев така и случајно ме побара, по тој период си имав запишано на прва година факултет, побара едно девојче ми се ми вика сакаш да работиш како тренер. Како тренер, не сум го размислил тоа, и тоа тренер во теретана. Не сум го размислил толку тоа, пред тоа, нели, кога си кошаркар и сакаш да станеш довак, си разгледувал, си барал опции на интернет како да вежбаш за да станеш поексплозивен, појак, побрз и сите тие опции. И тоа го правев и ги знаев од прилика терминологијата и вежбите и такви работи. И бев као, зашто да не, боле да идеш тренер, нели, него да бидеш келер, па да пробаме пак нешто со кошарката, ќе видиме, поврзано. И викам, од кај испаднува што го, па вика го видов твоето име у листата, вика и најинтересно ми искочи и па затоа. И од таму почна се, тоа беше едно место во Тафталиџе, знаете, има период во животот кога со некои луѓе ќе се останеме, нели, секогаш во добри односи, со некои не може сите да се сакаме и секогаш да се сакаме, секогаш е така во животот, едноставно тоа е, али треба, мислам, да се оддаде респект, почит према сите луѓе што сме ги поминале, ги поминуваме, и сепак тоа било дел од патувањето и ни помогнало да стигнеме кај што сме. Работевме во Playfit Move, групни тренинзи, таму ни беше стартот, беше супер, стварно одма почнав енергијата да ја осеќам, да ја пренесувам. Некако во се што работев, секогаш така сум гледал на тоа да биде максимум да го дајам во тоа. И пример кога работев како келнер, почнав да учам како максимум да направам најдобро кафе, да направам коктели некои, иако газдата примерите не го бара тоа од нас, работев на едно многу хубаво место, ама јас сакам да го научам за да можам да го понудам и да бидам подобар во тоа. И комуникацијата со луѓе ми одеше, знаев како да ги насмеам, да направиме добар муавет, да биде интересно, да има енергија. И така се пребаци тоа во тренизите. Почнав така, работев по неколку тренизи на ден, или полека почнуваш и сето тоа. Ботевме две работи, келнер вамо, секс и се што, колку да направиме повеќе пари, сепак тоа е целта. Ама понатака, посериозно го сваѓав овој, сакав повеќе да учам, повеќе да се разберам, останував повеќе сати, да тренирам, да испробувам вежби, разгледувам, правам и сите тоа. Така завршивме со тоа, па имавме понуда и опција за да работиме со спортисти, конкретно со кошаркари, тоа беше еден прејак момент, работев со деца од најмали од 2008-2009 до сениори, во Носанс, една одлична школа која што гради стварно многу таленти и село тоа, имаат многу добар систем на работа. И јас бев дел некој период од нив, работевме супер, имавме добри резултати, интересно беше, таму почнав повеќе да работам со млади, како што кажав, да ги напредуваме нив. Од таму излегуваат други опции, се подобруваме, фатив и прва лиценца, сериозно го сватив ова, полагавме во Атина, патувавме до тамо, патуваш и после тоа полагаш у една ваква собичка, речеме, и немаш ништо околу теа, буквално. Сам си пред компјутерот, што си научил, или ќе положиш, или ќе нема да положиш, и ќе треба се враќаш, па пак да плаќаш, многу работа, но среќа, нели, научивме како што треба се, положивме едно од најубавите чувства во мојот живот, пошто беше стварно зезнато. Заврши тоа и понатака само се надградувавме, поминавме други места, го изградивме Ритолс, почнавме со Ритолс исто, го отворивме што се вика, топ место исто, згазивме таму. И да, али гледај, според мене главна цел на секого треба секогаш да му биде напредува и да постигне нешто свое. Кај мене секогаш, пошто сериозно почнав да го сваѓам ова со тренерството, со strength and conditioning, фитнес, такви работи,
нели, за мене би било цел да стигнеме да си направиме на своја теретана, фала Богу. И да, таков беше планот, испадна опција да мојот партнер, си имам партнер, Христијан, со него завршив во средно, ми беше најдобар другар. Знаеш, кога со некој си имаш хемијата, се поклопуваш интересно и убаво. Иако он нема некој искуство во тренерство и во фитнесот у глобала, сепак според мене ако некој стварно сака да го работи тоа и сака да се внесе, да посвети време малку повеќе, може стварно да почне било кога, да се внесе, да работи, да тренира, да учи и може да постигне се. И така дојавме до таква опција да се направи една теретана. Јас Фитин името и као бренд го имав одамна смислено. Имав една идеја, направив една веб страна као вебсайт за да има блогови за фитнес, поврзани работи, се тоа, македонски сајт. И така сакав да го крстам Фитин, имавме таква некоја, ама не успеа, не беше нешто професионално, нели гледавме од страна нешто фатиме. А тука да идејата за да направиме теретана и да биде она профи, нај нешто. И различно да биде. Као што кажав, имаме тренинзи од сабајле до вечер, има тренер цело време, има многу програми, различни програми. Го склопивме тоа, го средивме, нарачавме опрема, баравме некои такви работи. Има доста чекори што треба да се поминат за да стигнеш до нешто баш добро, она што го замислуваш во глава. Најавме топ простор, топ локација, средивме тоа. И да, така почна нашата приказна со Фитин. Бизнисот го отворивме во корона време, тоа беше еден од, да речам, лошите моменти. За нас не менуваше тоа многу, затоа што бев толку сигурен. Имаше време каде што работев деноноќно со многу луѓе, имав индивидуални тренинзи и се до тоа, ама бев толку уверен и сигурен дека сите едве чекаат да почнат да тренираат повторно групни тренинзи со мене, затоа што таму ги немав тренирано исто така. И едве чекав да отвориме. Не ме интересираше дали ќе биде искрено корона, дали ќе се плашат луѓето од некој аспект или нешто, нели, пошто тогаш имаше фама околу тоа. Едве чекав само да отвориме. Долго време чекавме опремата, мислам дека година дена скоро, иако просторот ни беше релативно спремен, само требаше да поставиме опремата. Чекавме долго време за тоа. И таман кога стигна се и се беше топ, отворивме, имавме отварање на 1 април, тоа ни е као роден ден, нели? И после тоа, одма вториот ден, теретаните да ги затворија. Со беше малце така за нас разочарувачки. Почекавме некои 2-3 недели, нешто така, мислам дека беше мај отворивме пак и почнавме да газиме јако. И ете како може сето тоа да испадне од нешто што никогаш не сум го очекувал и реално не сум имал во план да бидам тренер или некој такви, знаеш, кога си визуализираш дома, нели ќе си легнеш, па ќе си замислуваш што сакаш да бидеш во животот. Секогаш за мене било нешто поврзано со спорт, ете сум сакал да играм фудбал, кошарка, некои такви спортови или нешто така, ама никогаш не сум замислувал као тренер за фитнес или за некои такви опции, ама како иде натага животот те носи и тоа си наоѓа некои правци кои што само ги следиш, нели? И стварно знае да искочи топа кога правиш секој што треба. Што мислам под секој што треба е секогаш да се внесе максимум во тоа што го работиш. Буквално да се внесе максимум и стварно да сакаш да си добар во тоа. Океј, јас сакам конкуренција и многу сум конкурентен, сакам да бидам подобар или од другите во било што, ама најбитно е да бидеш подобар од тебе од вчера. И стварно е тоа така. Нешто да се најдеш во тој ден дека си направил подобро вчера, дали било 10 минути читање, дали било еден тренинг подобар, појак или било што, битно си направил нешто да бидеш подобар од вчера. И тоа беше моето мото секогаш, како што кажам, што да работев, гледав да бидам подобар. И знаете, таа напорна работа се пренесе во се друго. И после тоа кога станавме и тренер во нешто друго, некоја друга бранша работам, пак напорната работа ми остана, тој менталитетот, мамбо менталити, за да постојано се подобрувам и да пробам секогаш да бидам подобар од вчера. И да, тоа е стартот. Така започна се, иде натака јако, цело време гледаме да креираме некои нови планови, некои нови проекти. Еве, подкастот е еден нов проект, каде што планирам и сакам да имам еден дел, не само да зборуваме, фала Богу, јас сум тренер, имам теретана и сакам да зборувам околу фитнес, здрав живот и такви работи, но сепак исто така и како да се започне бизнис, како да се подобрува тој бизнис, да се шири, да зборувам отворено за некои работи, такви животни проблеми, спортски проблеми. Планирам да имам гости секако. Јас искрено сакам да зборувам многу и сакам да имам свои монолози, но секогаш е добро, нели, да имаме некој диалог со некои гости, имаме идеја некои гости што сакаме да ги повикаме. Сакаме да правиме епизоди на англиски исто така и да имаме епизоди со некои странски тренери и странски
луѓе, така да ќе биде интересно во секој случај. Планираме да направиме доста добри епизоди. Ќе имате шанса и вие исто така да даете некој коментар, што би сакале да слушате, дали сакате некоја тема на, не знам, исхрана, како да се подобри ова, како да се земе тоа, за фитнес, како да се подобри одредена цел, како да се достигне нешто и така натаму. Околу нашата теретана да се навратиме малце во фитинг. Значи, како што спомнав, работиме, нели, од сабајле до вечер групни тренинзи, нели, кажавме дека сакам да направам споредба малку помеѓу групен тренинг и персонален тренинг. Двете страни си имаат своји бенефити и некои недостатоци сега. Кај смислам дека во се во животот е така. Сега, околу групниот тренинг, според мене, која е најголемата предност и најинтересната и најдобрата, е тоа што, нели, работиш со некого, работиш со повеќе луѓе или барем со еден, као викаме, нели, Jim Bro, да си го имаш, ќе ти биде многу поинтересно во теретана. Ќе имаш некој што ќе те бутне, ќе те мотивира. Некојаш доаѓаме во теретана реално со помалку сили, поизморен си или па не си расположен едноставно. И сега кога имаш луѓе каде што ќе те мотивираат, ќе те насмеат, ќе дојдеш и кажеш, кидеш ли ти на тренинг? Ти си тука, браво. Одма ти се менува расположението и стануваш некако поведар. Плюс ако имаш тренер што ќе ти пренесе малку позитивна енергија, ќе ти помогне и сето тоа, може многу да се смени. 360 баш. Можеш и 360, кажам. Нема вез. Така да, во секој случај, тоа е најголемиот бенефит според мене на групниот тренинг. Сега околу нели програмирање и такви работи. Искрено тоа е повеќе за некој што има некоја одредена цел, можеби некој професионален спортист или па некој што има проблем некаков. Му треба да речеме некое специфично програмирање за како да се реши или да се стигне негде. Но ако е некој што започнува можеби со вежбање или па вежбал па стигнал до одредено ниво и си вика, чекај, јас тука стагнирам, да побарам некоја форма на помош, не мора да е непрофесионална нели, каде што може да дојде и ќе си добие целоста програма, како да ја следи, што да следи, од прилика различни програми, за да стигнеш до одредена цел им треба повеќе време, некој им треба помалку време. Исто, или различно е до индивидуот. Но сепак добиваш нешто што ќе имаш програма, не се замораш, доаѓам у теретана, што да вежбам денеска, сум направил ова, сум ставил тоа, не знаеш што да измерам, вчера правев ова. Вака си имаш све програмирано, како што си е, само треба да доеш, да имаш мотив да вежбаш, мада и тоа ќе го даде, нема врска. Да дојдеш само, да вежбаш и да испукаш јако, да даеш се од себе. Така да во персоналниот тренинг нели би го добил ти тој персонализиран план за да стигнеш до нешто и искрено може некогаш ќе стигнеш побрзо до тоа, некогаш нема да стигнеш побрзо од групниот тренинг, но сепак треба размислиме нели дека во персонален тренинг треба доста да се доплати, скапа работа е, не е ефтино, треба да се плати за тренер, треба да платиш за теретана некаде, треба исто така да се посветиш на исхрана и сите тие работи, па не е многу оптимално за поголемата популација. Можеби некој може да си го приличи тоа, некој не. Па затоа сакавме да најдеме некој микс каде што ќе пробаме да даеме максимум обрнување внимание на секој клиент и да направиме што повеќе програми што ќе се опфатат повеќе сегменти. Пример, некој сака да појача на мускулна маса, има, можеш да дојдеш на upper lower или тие тренинзи да ја покажеш тоа. Некој сака кардио, сака да ослабе, имаме и такви опции и гледаме да исполниме што повеќе и колку можеме да му помогнеме некој да стигне до некоја цел. И така, сега за сега си газиме, работиме од прилика 2,5 години, не 2,5, сега направивме 2 години пред кратко. Имаме многу јаки членови, искрено многу сум задоволен, многу сум среќен. Знаеш кога ќе видиш некој колку напредува и како напредува, стварно те прави среќен и те прави исполнет пред се. Само што ни стигна нова опрема, нарачавме некоја нова опрема, многу сакам често да променуваме барем по нешто, да убацуваме некои нови стварчиња, делчиња, опрема некоја или да се направи некоја промена. Као што кажам, моментално ни стигна втора голема нарачка од Кина, исто долго време доста ја чекавме. И да, сега има некои нови ствари кои што испробуваме, менуваме. Пред се нели сакам да биде интересно вежбањето, не сакам пример, може да се изработи стварно добар тренинг и да се испука добро и да се направи добар резултат со одредени вежби, само со прогресија нели за да се напредува, но сакам да менувам, сакам да имаме и прогресија во вежбите, промени некои за да биде интересно, да не биде секогаш монотоно едното исто, нели? Туку да имаш што повеќе варијации за да вежбањето не биде само нели да, ја вежбам здрав живот вака така, да, супер, ама да ти е мерак да доеш, да ти биде интересно, да доеш и да си речеш кога ќе идам на следен тренинг, да ти биде стварно интересно, се појавиш на следниот тренинг. Токму затоа имаме и повеќе различни програми каде што има и различни вежби за да може да се смени. Пример, можеш да доеш некојаш на едниот тренинг, утре ден го смениш другиот, можеш да бираш кога сакаш, не си пример
во една група стаен, туку можеш да менуваш. Имаме наш софтвер, наша веб страна за резервирање тренинзи. Пример, ти ако не можеш да стигнеш у 5, ќе си го откажеш тренингот, ќе си закажеш таму на некое друго време, до 10 сати има тренинзи. И, како што кажав, има варијации, за да не биде тоа досадно, туку да можеш да менуваш или постојано. Така да гледаме колку можеме да го направиме, како што кажав, цел процес интересен, да се ужива во тоа. Некој, знаете, ќе дојде ќе рече, сакам тоа и тоа да стигнам, како да стигнам. Супер, јас ќе ти кажам и ќе ти покажам и ќе пробаме или да постигнеме, но мене ми е важно баш да го сакаш тој процес, да уживаш, пошто кога уживаш во процесот, не се замараш толку со резултатите. Знаете колку луѓе што си доаѓаат онака само викаат, сакам само стресот да го исфрламе, сакам само да почнам да вежбам што побрзо, не се замарам какви резултати, дали ќе имам резултати, и тие добиваат најбрзо резултати. Не го мислат тоа, не се замараат толку со тоа, само вежба, цепа, си иде регулар, си пука и прави страшни резултати. Затоа што ужива во процесот и не му се замара многу. Така да моја, како да кажам, мој совет е да се најде некоја такво место, да се најде програма таква и да се тера, буквално да се тера и да се ужива во тој процес. Да не биде гледано тоа како леле, морам да идам до теретана се. Така да тоа е наше мото, секој случај. И да, иде добро, иде јако, ќе видиме како што натаму. Тука би ја завршил прва епизода, сакам да остане кратка и јасна. Сакавме нели малку, како што кажав, да дадеме едно интро, како би изгледало сето тоа. Се надевам ви се допадна, ви беше интересна. Толку од нас, коментирајте доле што ви сакале да слушате во нашиот подкаст. Буквално било што, искоментирајте, сакам ова, сакам тоа да чуам, сакам да ми решиш прашање како да стигнам до овде, до онде. Што сакате, како сакате, искоментирајте, да добиеме некои повеќе плюс идеи за што да се зборува во нашиот подкаст. Чувајте се, вежбајте, бидете фит и се гледаме во следната епизода. Поздрав!